Моето патешествие низ многобројните предели и региони во Македонија ме донесе во Охридската котлина, во Охридското бисерно крайбрежје, но не да ги посетам големите туристички места, големиот туризам, туку оној алтернативниот, малиот туризам, да ги посетам помалку познатите туристички места во Охридскиот регион, кои меѓу туристичкиот аудиториум, не само надвор од мојава татковина Македонија, туку и во Македонија, не и се многу познати, иако и тие имаат многу нешта да им понудат, како на странските, а богами и на нашиве туристи. Едно од многуте населени места околу Охридската ривиера, оддалечени од Охрид само неколку километри, е и Охридското село Речица. Наминав и во ова убаво Охридско село да се видам со мештаните, да го видам селото Речица, да се запознаам со дело неговото минато, сегашност, а богами и иднина. Ете како што се вели, дојде и тој ден. Дојдов и во селото Речица. Денот беше убав, сончев, пролетен, токму за патување, како што вели народот, таман човек ем да патува, ем да не осети дека е уморен, ем да им се препушти на колоритната убавина која природата му ја дарила на овој крај, на селото Речица, која се распостила на планината Мазатар, расположено во долината на Косилската река, на надморска височина од 950 метри, од Охрид оддалечено 18 километри, североисточно во правец на патот Охрид-Ресен, оградено северозападно и североисточно со планината Стогово, од север со планината Мазатар, од исток со Кастро-Гумно, а од југ со Ридот, каде се наоѓа селото Свиништа. Наред дојде и селото Речица, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Речица низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Ете како што вели народот, Господ сакал да дојдам во ова село на пролетниот црковен празник посветен на великомаченикот Свети Ѓорѓи, меѓу народот попознат како Ѓурѓовден, да видам како мештаните од ова село го празнуваат будењето на природата, на животот воопшто. Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во ова село, а речиничанци да ми бидат мои домајкини, а јас да бидам дел од сенародната веселба која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Навистина се радува што во вистинска смисла на зборот јас бев дел од старите адети и обичаи кои мештаните од ова село ги негуваат и речиси ништо не измениле од народниот ритуал, поточно кажано, како што било некогаш, така и сега. Što? Turimo se, trudite. Aj. Gospod na pomoć godina veseli poradosni. Za mnogo godina. Da se pomolime na Gospoda. Почитувани мои, пред да ви доловам дел од оваа сенародна ѓурѓовденска прослава во селото Речица, предлагам прво да ви доловам дел од многуте приказни што ми ги расказа мештаните за нивното село Речица. По предание, по раскажување, овде биле свиништарите некогаш. Овие целоно свинишко. Ама тие каревци што и прикажуват и маринчевци
биле големи бунтовници. Пото некој бало од Белград дошол овде со фамилијата, со децата. Од племето Свинишко некој мојсо се побратимиле со бала. Подрачјето на селото Речица зафаќа површина од околу 10 квадратни километри. На него обработливото земјиште зазема површина од околу 200 хектари, на шумите отпаѓаат околу 700 хектари, а сосема мал дел на површини се пасишта околу 10 хектари. Добро ден, домаќине. Добре дојдовте. Добре ве најдов, како сте мјарни добри? Супер. Еве работиме. Што поработувате вака? Сега спремаме за кромпир да се сади. Така? 8 грам. Воденов се садиме граф. Така. За населеното место Речица има многу пишени документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди, митови, со еден збор каде и да се чепне, каде и да се копне, било кое камче да се фати во рака, било колкава грудка земја да ја стисните меѓу вашите прсти, во себе крие дел од историјата која овде се гради не со векови, туку со милениуми. Утре празник, ја? Празник е утре ѓужен да поможи. За многу години да биде денот. Селска- Напред да трнит работава. Селска слава е. Селска слава. Кај живееш овдека или во Охрид? Во Охрид живееме, ама имаме и овдека куќа, па идеме почесто и во село Речица. Што те влечи да дојдеш во село овдека? Во село се ме влечи и луѓето, и пријателите, и природата, и ваздухот. Пред колку години направи куќа во Охрид? Во Охрид направив куќа пред 40 години. Сите да си го посетат родното место, да видат кај му се корените, од кај израснале, знаеш, малку се тие занесуваат, излегува по Европа, по Америка, али кога ќе дојдат овде и викат овде е многу поубаво, па повелете, дојдете му како е поубаво, а не викат само така пролазно, викат ние сакаме да дојме, иначе ние рајд, ние сме во Америка, знаеш, и во Австралија. За населеното место Речица, материјалните документи, пишаните документи, устните преданија, легендите и митовите датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешново наше современие. Каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу остатоци од тврдини, бедеми, утврдувања и други артефакти. Селото Речица од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, односно на целиот свој селски атар, од сите типолошки варијанти со византијска естетика, почнувајќи од ранохристијанскиот период до денес. Од историските извори дознаваме дека уште во ранохристијанскиот период селото во црковен поглед било добро организирано. Тоа припаѓало на Јустинијана Прима. Селото Речица е мощно старо село, а за тоа говорат и некои материјални артефакти, каде што селото прв се спомнува во 2400 година пред нашата ера. Нашето село Речица е заборавено и отпишено. Речица е навистина старо село. Прв пат се појавува во 1582 година првиот турски попис како Охридски Санџак, каде што нашето село било регистрирано како Речица, имало 10 куќи и 100 жители. Најголемиот процент Речица го имало во 1958 година со пописот, каде што постоеле 40 семејства и 390 жители.
Постоењето на речица како населба секако се протега на назад во времето со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на подрачјето на ова село. Селото Речица од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, односно на целиот свој селски атар од сите типолошки варијанти со византијска естетика, почнувајќи од ранохристијанскиот период до денес. Од историските извори дознаваме дека уште во ранохристијанскиот период селото во црковен поглед било добро организирано. Еве се спремавме за денешниот празник Ѓурѓовден да ни е на помош. Ние сме како кумови, па си подготвивме масава за денот да ни поможи. Во црквата долу ќе дојде попот, ќе направи литургија, да ги историме адетите, традицијата да се зачуват и после да почнеме да си го славиме денот, ручек да си направиме, да си пречекаме гостите и пријателите и така. Овдека ние босилокот, едно во си го ставаме за вода попочо ќе ни крстат, а друго во се стават на бајракот, така е адетот. Ова е ние колачот погачата што е сечит попот е пет тамо, а овие се литурги исто така попот ќе ги пет. Ова ни е пченица и таа се раздава. Овие се благи колачи што се раздаваме за здравје, бомбоните исто така. Овие ни се јајца за Ѓурѓовден, се вапцуват јајца за дечиња помали. Ова ни е иконата од Свети Никола. Сакаме ние од наша страна поклон да си ја дајме за црквата. За здравје на децата, на внучиња, така адет е и сакаме од наша волја да си поклониме поклон. Овие ни се цвеќиња. Со овие цвеќиња се украсува црквата, на влезот се прави венец. Така од традиција од некогаш останало и мора да ја украсиме, пошто немаме други цвеќиња расцветани, овие се најрани. Да си украсиме црквата, да ни е радосно, весело, за здравје, за мир во куќата. Дека на подрачјето на селото Речица постоел организиран живот уште од древните антички времења, сведочат неколкуте местности како што се Маркови кули, Ветница, Мала река, Рашенец, Стогово, Мокреш, Кали планина, Осој, Мазатар и други. Ајде, добар ден и за многу години денов да е. Нека жува за добро. Зарно за добро. Свети Георги победоносец. Ајде да ја удреме кампаната, да го значиме денот и доаѓањето. Прв пат селото Речица, како во устните преданија, така и во пишаните и материјалните документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот, се спомнува во мноштвата црковни повелби за Охридскиот регион, меѓу кои и во црковните житија на Свети Климент и Наум Охридски, во нивните црковни поквали и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, царот Стефан Урош Пети Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко, кои датираат од 1371 година.
Првите пишени податоци за селото Речица се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467-1468 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Ирмак Кои, што во превод значи село среде река, во која имало 21 куќа, во кои живееле 108 рицјани. Во пописниот дефтер 1568-1569 година селото Речица исто така е запишано како Ирмак Кои, кој припаѓа на Охридскиот вилајат на чифликот на Мехметага. Исто така Речица се спомнува во отоманските дефтери од 1845 година за приходите на христијаните во Охрид, каде што се среќаваат и неколкумина занаетчии кои дошле од ова село, каде што пишува дека во Мустафа Паша Ан во 1815 година терзински дујчан отворил климе, синот на Науме, во Хумберджи Мустафа Бек Ан, исто така во 1844 година свој терзински дујчан имал Науме, син на Климе, кој бил обврзан да плаќа џеза данок на приход од 2000 гроша годишно. Во Свиларскиот Ан во 1841 година дујчан од Ортомџивскиот занајат отворил Саме, син на Тиме. Дека селото Речица на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 17 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија од 1394-1767 година, напишана од Иван Стегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија, Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стеван Верковиќ и од Јован Трифуновски, еден од најпознатите светски македонски антрополози и географи во своите антропогеографски проучувања за Охридско-Струшката област за селото Речица, издадено во Белград во 1959 година, го забележал следново. Селото Речица се наоѓа на 20 на километри североисточно од Охрид или на 5 километри северно од патот Охрид-Ресен. Сместено е во пазовите на планинскиот масив Мазатар, на надморска височина од 1080 метри. Селото е расположено во тесна карстна долина и спаѓа во селата со збиен тип на куќи со мали дворишта. Се дели на 3 мала – горна, долна и средна мала. Во долната мала се наоѓа селската црква Свети Никола, а во средната мала црквата посветена на Свети Кузман и Дамјан. Во селото Речица се забележани повеќе родови, меѓу кои и старински и доселенички. Старинечки родови во Речица се Славевци, Ристевци и Крчовци, а секој род имал по 2 домајќиства. Семениот род на Славевци за своја куќна слава ја имаат од памтивека земено славата на светителот Свети Арангел, додека пак Ристевци го слават Свети Никола, а пак Крчовци го слават Свети Ѓорѓија. Кај фамилија си? Во Шишковци. Овдека доаѓаш често пати? Так. Тука сум појќи. Така. Иначе живееш во? Охрид. Така. Куќата што ти е од таткото дедо ти, ја чуваш или ја направи нова? Не, чуваме и старата и пренаправивме нова. Што те влече овдека да дојдеш? Природата. Во годините помеѓу двете светски војни, голем број од населението се иселиле во соседните села, како што се Горни Лакочареј, Орман и Велгошти. Во 1921 година Речица броело 17 домаќинства со 151 жител. Во 1948 година во Речица живееле 42 домаќинства со 273 жители. Во 1961 година 45 домаќинства со 268 жители, а во 1971 година 31 домаќинство со 166 жители. Се викаш? Љуба. Што години имаш? Што години? 78. Од кај си родом?
Од Плајке. Од Плајке? Пред колку години овдека дојде во Речица? 58. Ено не нека кажи пуќе, ја не знам. Како ти се вика домајчино? А? Како ти се вика домајчино? Сребре. Сребре, а? Да. Како го седе? Со свадба или? Со убо. Субо, а? Со сакајле. Со сакајле сигурно. Домајчине? Без свадба сме ние земени, без свадба, така се земени. Али што се вика? А свршени Како било времето? Сетне си правиме свадба. Колку време беше свршена? Многу? Чекавте многу? Може да спаса победна. Тој нека каже. И ќе кажи, Бога ми. Домајчине, нека е денот за години. За до година порадосни, повесели со поќемина, со поќе И внучина, и внучина. Како ми се викаш? Јас сребре, Што години имаш? 77. Бабичка те слуша? Слушат, Уште таа што ме слуша, други никој не слуша. Имав дедо 92 години, вереше, додека ми е бабичката жива, на кој сум. Нека ми се здрави и живе бика целата, али бабичката што ми е жива, јас сум на кој, така е? Така е, така. Ја му дава нему подршка. Така е, така е. Бабичке, овој да ми кажеш, со твојот домаќин, колку Господ ви даде челат што се вика? Две. Машки и женски? Машки. Колку внучини имаш? Внучина, Многу. три, пет внучина има. Так, кој се ти, како се вика? Пара внучиња. Дијана, Митко, Даниел, Моника и ова Ради. Кој ти се најмили, првото или последното? Сите ми се најмили. За бабата сите се мили дечиња. Браво, Мористина. Так. Сите. Кој ќе од твоите ќе сакаш, а на секот векот се поизврти. Така е. Е, така е. Сега, Така е. нека се живи и за свадби да дочекам, и за помаливе, за од другиот што дочекам. И покрај плодното поле, сепак традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил. Гурбеџиството од година во година се поголем земало. Печалбарската традиција, речиси, и никогаш не престанала. Еве овдека додека го правевме муабетот, твоите гости ми кажа дека се имала роднини далеко во Австралија. И имам. Ај кажи ми кои ти се тие роднини? Брат ми Благоја, момичето Илинка, зетот Марко, зетот другиот не го памтам, Бојан, другото Дарко се викат. Невестата не му ја знам, ама многу му ја пожелувам, две мали дечина имат. Многу сакам да ги гледам на телевизија, ама тие не бија уклучени да проговориме еден ден. Кога последен пат си се видела со брат ти од Австралија? Сега имате една година. Так. Сни се видела. Ти се радуваше што кога го виде? Ами, брат, тој има доста изумре. Селото Речица уште од памтивека имало учени луѓе, но според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година, а според пишаните документи, прв учител бил Климе Науме, родом од селото Издеглавје, а бил учител во 2 учебни години, и тоа во 1899 и 1900 година. И тука имаше училиште веднаш подолго. Од тука на школа одев, завршив 4-то деление, од 5-то после одев во Свиниште, тоа селото Наспор. Првата учителка што дошла во ова село е Љуба, покојна сега од Охрид. После неја дојде Тоде Баловски и тој е покоен, мене ме учеше прво деление. После во второ и во трето Крсте Десковски, од Злести беше по потекло, иначе во Охрид живеел. И тој е покоен. Прво, второ, трето и четврто бевне во една училница, сите собрани. И тука се одвиваше наставата. Една училница беше за сите. Школата Аргил Маринчев, што ние тука учевне до 4-то деление, се наоѓаше баш од овде до тука погоре. За жал сега не постојат ни темели ни ништо. Кога се сруши тоа, после имаше една колективна зграда таму, се одвиваше наставата, а од 5 до 8 одевне во селото Свиниште. Драги мои, на вистина се радува што во вистинска смисла на зборот
и јас бев дел од старите адети и обичаи кои мештаните до ова село ги негуваат и речиси ништо не измениле од народниот ритуал, поточно кажано, онака како што било некогаш, така е и сега. А дел од овие стари адети, обичаи, кои од памтивека па се до ден денешен се негуваат во селото Речица, преку оваа репортажа ќе се обидам и вам да ви доловам и вие што се вели да бидите дел од нив. Господи, помилуj, да дай Господ ситна роса, Господи, помилуj, Господи, помилуj, да дай Господ ситна роса, Господи, помилуj. Драги мои, како изгледаше празнувањето на Ѓурѓовден во селото Речица, во целост ќе имате можност да погледнете во наредната репортажа.